Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој што верува во него да не загине, туку да има живот вечен. Во врска со самото спасение, Исус даде неколку драгоцени ветувања, меѓу кои се и овие. Бог дава можност за спасение. Во Евангелието според Јован, 3 глава, 16 стих, кој што го кажав, се нагласува Божјата љубов кон секој што ќе поверува во Исус. А во истото Евангелие од Јован, 12 глава, 46 стих, се нагласува дека Исус е светлината на овој свет и доколку некој поверува во него, нема да оди во темнина, туку ќе има светлина во животот. Самиот Исус Христос рече дека неговото доаѓање на светот е со цел да ги спаси сите пропаднати грешници. Не дојдов за здравите, туку за болните. Не дојдов да ги повикам праведниците, туку грешниците на покаяние, вели тој. Тој не дојде да ги спасува оние кои се религиозни од, да речем, од раѓање и праведни во своите очи. Туку Исус дојде да го спаси грешникот, оној кој се чувствува дека е грешник и кој бара спас од својата грешна состојба. Тоа е како прво и основно, дека Господ Исус сака да го спаси грешникот. Второ, секој грев, колку и да е голем, каков и да е, Бог може да го прости. Бог може да прости секој грев, без оглед на тоа што сте направиле во животот. Никогаш не треба да се плашите дека Исус ќе ве одбие или ќе ве отфрли како непожелна личност. Во Евангелието според Јован, 6 глава, 37 стих, се нагласува дека сите оние кои доаѓаат кај Исус нема да бидат отфрлени. Например, разбойникот на крстот се спаси во последниот момент од животот. Тоа не е пример како луѓето да се спасуваат во последниот миг од животот, туку тоа е само една илустрација како Бог може да прости на луѓето без разлика на нивните зли дела. Само со една реченица: сети се и на мене, Господи, кога ќе дојдеш во Твоето царство. Овој човек живеел тотално грешен живот. Тој немаше можност да направи добри дела, додека висеше на крстот. Немаше можност да се крсти или да се приклучи кон некоја црква. Сепак, Исус го спаси во последниот момент. Му ги прости сите негови гревови. Уште денес ќе биде со мене во рајот. Како трето, сите што веруваат во Исус добиваат вечен живот. Замисли, почитуван слушателу, вечен живот. Животот што го дава Исус не е само за краток временски период, кратко време, туку за цела вечност. Самиот Исус рече во Јован 10 глава дека оние што доаѓаат кај Него добиваат и имаат вечен живот и дека никогаш нема да загинат и никој нема да ги оттргне од раката на таткото и на синот. Едноставно речено, тоа е факт дека животот ви е загарантиран од страна на Исус. Во Јован 5 глава 24 стих и Јован 6 глава 47 стих се нагласува дека животот што го дава Исус е ослободување од суд и премин од смрт во живот. Има ли нешто поубаво тоа што го нуди Исус на човештвото? Како четврто, на сите што веруваат во Исус им е ветено избавување од пеколот, од огненото езеро. Во Римјаните 5 глава 9 стих ни се вели дека преку Исус сме спасени од Божјиот гнев, а Божјиот гнев не е само пасивност, туку и активност. Тој сите оние што не веруваат во Него еден ден ќе ги фрли, како што вели Библијата, во огненото езеро. Со други зборови, кога му верувате на Исус за спасението на вашата душа, вие добивате бесплатна, така да речам, картичка
излез од пеколот. Ниту едно Божјо дете не може да влезе низ портите на тоа ужасно место, на проколнатите и осудените на пропаст. Како петто, на сите што веруваат им е ветена вечност во небото, во Божјото царство. Во Евангелието според Јован, 14 глава, првите 3 стиха, Исус им вети на своите ученици, па и на сите што ќе станат негови ученици, дека заминува во небото со цел да подготви небесен дом, каде што ќе може да ја поминат вечност заедно со него. Слава на неговото име! Со нетрпение очекуваме да отидеме во таа небесна земја, каде што пребива вечна правда. Во 1 Коринтјаните, 2 глава, 9 стих, Павле вели вака: што око не виде, што уво не чу, што во човечкото срце не дојде, тоа Бог го приготви за оние кои го љубат. Исус им ги вети сите овие нешта на сите оние кои стануваат учесници во самото спасение што се дава и нуди преку него. Сега прашањето е како да учествуваме во неговото спасение. Ова е најдобриот дел од се, бидејќи се што Исус ветува во врска со неговото спасение е достапно преку едноставна вера. Забележете што рече Исус за ова прашање во Јован 3:16. Бог го возлюби светот, го даде својот единороден син, да секој што верува во него да не загине, туку да има живот вечен. Нагласокот е на верата, спасение од пеколот. А во Римјаните 10 глава 13 стих се нагласува важноста да се повика неговото име преку вера. Секој што ќе го повика Господовото име, ќе се спаси. Всушност, делата, религијата и се друго што човекот може да ги направи, ќе бидат целосно неуспешни, кога станува збор за спасение на неговата душа. Во Ефесјаните, 2 глава, 8 и 9 стих, Павле е јасен по тоа прашање, кога рекол дека верата е Божји дар, не од вас самите, Божји дар е. Еве е суштината. Ако сакате да бидете спасени и да уживате во сите придобивки од самото спасение преку Исус, тогаш единствениот начин е да ја положите вашата вера во Исус и да верувате само во Него, преку променет живот и преку покаяние. Господ да ве благослови, почитувани. Амин.